во Битола, во Кавадарци или во Скопје, тогаш полесно е да ги заинтересираш другите да дојдат и да продолжат со такви инвестиции. Значи, планираме 30 нови странски инвестиции кои што би имале директни 10.000 нови вработувања во Македонија. Економски пресметано, има одредена закономерност, што значи дека на бројот на директни вработувања кои што ќе се постигнат преку една инвестиција, имаме за Вокичево, например, планирана ни е целосна обнова и дозавршување на одамна некогаш започнатата болница, која што сега сакаме да добие еден современ лик и да има регионално значење. Во Крушево исто важен проект ни е да ја создадеме долу во подножието на Крушево индустриската зона која што би можела да биде атрактивна за привлекување на странски инвестиции. Бидејќи капацитетот на јавната администрација на една општина, предпријатие или подрачна единица е премногу мал за да може да го апсорбира потенцијалот кој што се нуди на пазарот на трудот од страна на високо образованите луѓе. Затоа превзедовме една мерка за повластување на тие приватни предпријатија кои што ќе вработат луѓе помлади од 20 или до 29 години.